Волшебното грнче. Си живеело едно девојче. Пошло девојчето в шума по јагоди и сретнало таму една баба. Здраво да си ми, девојче, рекла бабата. Ти се молам, дај ми од јагодите. Еве ти, бабичке, рекло девојчето. Ги каснала бабата јагодите и рекла: ти мене ми даде јагоди, а јас тебе ќе ти подарам нешто. Еве ти едно грне. Ти ќе треба само да му речеш: едно, две, три, вари грнче ти, и тоа ќе почне да вари вкусна, највкусна каша, а потоа ќе му речеш: едно, две, три, доста вариш ти, и тоа ќе престане да вари. Ти благодарам, бабичке, рекло девојчето. Го зело грнчето и пошло дома кај мајка си. Мајка и многу му се израдувала на грнчето, да и како да не му се радува. Секогаш за ручек без труд и грижа дома ќе имаат вкусна, највкусна каша. Еднаш девојчето излегло од дома, пошло некаде, а мајката го зела грнчето в раце, го ставила пред себе и му рекла: едно, две, три, вари грнче ти. И почнало грнчето да вари. Многу каша сварило. Мајката ручала, се заситила, а грнчето не престанувало да вари. А како да го запре, требало само да му рече: едно, две, три, доста вариш ти. Но мајката ги заборавила овие зборови, а девојчето не било дома, а грнчето варело. Веќе целата соба се исполнила со каша. Кашата излегла низ прозорците в двор, оттаму по улиците, а грнчето варело. Се исплашила мајката и стрчала да го бара девојчето, но не можела да ја премине улицата. Жешката каша течала како река. За среќа девојчето не беше отишло далеку. Тоа видело што се случува на улицата и со трчање се вратило дома. Некако успеало да влезе в куќа и да викне: едно, две, три, доста вариш ти. И грнчето престанало да вари каша, а сварило толку многу, што секој кој тие денови од село доаѓал в град, морал да си пробива пат низ кашата. Само никој не се жалел, зашто сите јаделе од вкусната, највкусната каша.